Македонија до почетокот на 15-тиот век потпаднала под власта на османлиите. Во целата македонска територија била воспоставена директна османлиска управа со исклучок на најголемиот македонски град Солун, кој бил заземен во 1430 година. Македонската земја станала составен дел од големата империја и била интересна за бројни авантуристи, но и практични луѓе кои минувале низ неа и оставиле некаков запис за тоа. Тоа биле патописците, кои од Западна Европа најчесто оделе на аджилак на Блискиот Исток или пак од север, од руските земји, доаѓале на поклонение на Светагора. Патеписите од 15-тиот и 16-тиот век се едни од најважните извори за историјата не само на Македонија, туку и на целиот Балкански полуостров. Со оглед на тоа што од 15-тиот век документи и архивска граѓа од османлиска провиниенција е потешко да се најде. Истото важи и за архивската документација или за пишаното наследство од христијанска провиниенција. Овие патеписи кои датираат од 15-тиот и 16-тиот век представуваат незаменливо богатство за историјата на Македонија. Маршрутот на патеписите зависела токму од целта на нивното патување. Па сепак, тие најчесто минувале низ јужните македонски предели. Во своите патеписи го запишувале она кое што за нив било невообичаено или било поразлично од местата од каде што доаѓале. Најпосетувани македонски предели се Света гора Атонска, тоа е на третиот крак на Халкидик полуостровот, како и најголемиот македонски град Солун. Освен верници и свештени лица, меѓу нив имало и дипломати, научници, трговци. Во текот на 15-тиот и 16-тиот век, бројни патописци ја посетиле Македонија и оставиле пишани белешки од тие своји патешествија. Тоа се познатите патописи, кои всушност представуваат разни списи, што патописците ги составиле во вид на дневници, описи, забелешки, приватни писма, илустрации, па дури во вид на дипломатски, верски, воени и научни извештаи. Пишувани се од различни автори и на различни јазици, а се однесуваат на опис на одредена маршрута и најзначајното кое што се наоѓало на таа патна траекторија. Затоа, податоците за Македонија најчесто представуваат само дел од запишаното во овие патописи. И покрај тоа што во патописите има мощне присутен субјективизам, односно личен став на автора, во нив можат да се пронајдат неточни информации и погрешни податоци. А постојат и недоследности. Сепак, тие представуваат изворедно важен историски материјал. Патописците во разни периоди минувале низ различни делови од Македонија, движејќи се по неколкуте значајни меѓународни патни траси кои биле во непрекината употреба уште од антиката. Најзначајниот меѓу нив бил Вија Егнација, кој водел од Драч за Цариград, а во Македонија влегувал од Охридскиот регион, па преку Битолско-Леринскиот крај, потоа воден и Бер, доаѓал во Солун, од каде на исток низ Сер и потоа Кавала водел кон Едрене. Друг значаен пат е кракот од Вија Милитарис, односно од така наречениот Цариградски пат, кој се одвојувал кај Ниш и водел низ Вардарската долина се до Солун. Исто така бил користен и така наречениот Дубровнички пат, кој во Македонија доаѓал од Косово, па преку Скопје, Куманово и Крива Паланка, водел за Ќустендил и Софија. Секако, обемно се користело и Белото море за да се стаса најчесто до Солунското пристаниште, а неретко и до она во Кавала, па оттаму да се продолжи по некој копнен пат до саканата дестинација. Патописците и сите патници, без разлика на нивната народност, вера и социјална положба, во рамките на османлиската држава најчесто оценувале на конак во карвансараите. Тоа се
двокатни, 4-аголни објекти во кои се добивала бесплатна храна и преноќиште. Манастирите на Светагора биле задолжителна дестинација или барем попатна станица за бројни калуѓери од истокот, но и за они од западот. Со своите стари и надалеку прочуени манастири, Светагора без друго била неодминлива рута и за останатите добронамерни патници кои не можеле да се воздржат да не остават запис за она што таму го виделе и доживеале. Во почетокот на 15-тиот век, меѓу првите калуѓери кои ја посетиле Светагора Атонска е рускиот монах Игнатий. Тој, патувајќи во придружба на епископот од Смоленск, кој пак бил дел од свитата на митрополитот Пимен, ги запишал патните згоди на оваа црковна делегација од Русија до византискиот главен град Цариград. Монахот Игнатий од Цариград отишол на аджилак во Јерусалим, пошто дошол во Македонија и во периодот од 1396 до 1405 година се населил на Светагора. Престојувајќи таму цели 10 години, посетил бројни активни и напуштени христијански храмови, а во својот патопис именува 33. Соопштува и за честите земјотреси кои ја зафаќале Светагора, а непосредно пред смртта, во 1405 година дошол во Солун. Ги посетил најзначајните тамошни цркви, меѓу кои митрополитската Света Софија, но целта на неговото патување, како што наведува, била да се поклони пред моштите на Свети Димитрije Солунски и на светата Теодора Мироносница и да земе свето миро од нив. Зосим бил монах во манастир близу Москва, кој во 1419 година се упатил на аджилак во светите места со крајна дестинација Јерусалим. При тоа, доаѓајќи од Цариград, само попатно престојувал на Светагора и во Солун, пошто се упатил кон Блискиот Исток. Зосим кратко посочува дека на Светагора се поклонил на сите 22 манастири, чии имиња ги наведува, и вели: Зедов благослов од светогорските отци и појдов во Солун по копно, бидејќи Христос ме упати да се поклонам на гробот на светиот великомаченик Димитри и преподобната Теодора, калуѓерка мироносница, која непрестајно точи миро, кој тече како од извор, од левата нога што стои во лавор преку годината. И симнуваат од неа крпи намокрени како во масло. Од ова миро се раздава за благослов на правоверните. Патописот на шпанецот Перо Тафур, во кој се содржат неговите лични доживувања на патот кон Блискиот Исток во периодот од 1435 до 39 година, нуди податоци и за Македонија. Враќајќи се преку Цариград, овој шпански патописец за кратко впловил во Солунскиот залив, каде дознал за Светагора, која тој ја именува како Монте Санто, мислејќи дека се наоѓа на остров. Запишал дека таму има вкупно 3 манастири, а за тамошните монаси слушнал дека уживаат голема репутација ширум светот. За блиското минато на Солун запишал сосема веродостојни податоци, наведувајќи дека градот неодамна бил предаден од венецијанците во рацете на османлиите заради 2 причини. Едната, затоа што тие не би можеле да се спротивстават на моќта на турците на копно, а другата, бидејќи цената на одбраната била преголема, што говори дека венецијанците и другите италијанци повеќе го сакале профитот отколку честа. На тој начин бил загубен градот Солун. Џио Марио Дели Анџиолело, како воен заробеник на султанот Мехмед II освојувачот, минал низ Македонија во текот на август 1470 година, за што оставил записи во вид на дневник со точни датуми. Овој италијанец дава едно од најстарите сведоштва за Македонија под османлиска власт, со мощни драгоцени податоци за нас. Тој, доаѓајќи во Македонија по копно од правецот на Платамона под Олимп, запишал дека направиле конак близу Катерини во Солунскиот залив, каде се влевала големата река Вардар, која поминува низ Македонија.
Потоа логорувале во Солунското поле, од каде го виделе Солун и неговата силна тврдина, како и изобилието на храна и секаков вид стока, а слушнали дека тука се наоѓа телото на Свети Димитрија и од неговиот гроб излегува масловидна течност. Потоа конакувале во близина на Серес, па во близина на Светагора. Па вели: тука се наоѓаат многу манастири на христијански калуѓери, од кои некои се на грци, други на македонци, власи, па дури и на италијанци и на други народи. За Света Гора уште запишал дека монасите не јадат месо, а во пости ниту риба, како и тоа дека таму е забрането влегување на секаков женски род, дека не примаат да се замонашат голобради момчиња, но и тоа дека османлиите со тамошните монаси живеат во мир. Следниот конак на султанот, неговата војска и заробениците бил во Филибегош, земја на Филип, некогашен голем град изграден од царот на Македонија Филип. Во оваа околина насекаде имало стари споменици, а од долната страна на градот била шталата на Александар Велики. Откако потоа минале покрај Кавала, конакувале крај реката места во близина на тврдината, која се наоѓа покрај морскиот брег. Тука живеат грци и македонци, бележи Анџиолело. Светогорскиот монах Исаија во 1489 година веќе бил вратен во својата родна Русија, каде го составил својот патопис. Во него именува 20 манастири на Светагора со нивната локација и бројот на монасите во секој поодделно, а го посочува и најбогатиот меѓу нив, Хиландар, за кој запишал дека поседува 600 села со 180.000 зависни луѓе. На Светагора никој не можел да оди без писмено одобрение од султанот, а тамошните монаси годишно му плаќале 14.000 акчи, сребрени османлиски монети, додека на патриархот му плаќале 4.000 акчи годишно. Во патописот има податоци и за Солун, наведувајќи дека таму се издига црквата на Великиот Димитрија, моштите почиваат во средината на црквата, светото масло истекува еднаш годишно. Венецијанецот Марин Сануто потекнувал од мошне угледно семејство и извршувал видни функции во Венеција. Со тоа му биле достапни доверливите архивски документи, од кои тој направил избор и препис на оние кои му се виделе интересни и го одбележале неговото време, односно периодот од 1497 до 1533 година. Неговото 59-томно дело всушност е збир од извештаи со разновидна содржина кои во Венеција ги испраќале венецијанските агентури во Цариград, Солун, како и нивните управници во Крв, Закинтос, Кефалонија, Скадар, Улцин, но и од други бројни места. Во нив повеќе кратки податоци се однесуваат на Македонија, а најмногу од нив се поврзани со Солун. Социјално-економски вести, дозвола за тргување во Солунското пристаниште, цената на житото и други прехранбени продукти, висината на редовните даноци, наметнување на вонредни даноци во Македонија, како и за данокот во крв, собирање христијански деца и нивно претворање во јаничари, медицински информации, вести за чума, воено-разузнавачки податоци, за копнени и поморски активности на османлиската војска и незината бројност, како и регрутирање морнари од приморските села, безбедносни информации, вести за состојбата и безбедноста на копнените патишта и поморските пирати во Белото море, податоци за земјотреси и состојбата со македонските тврдини, движењето на султаните низ Македонија и нивните високи управници везири, Беглер бегови, Санџак бегови. Марин Сануто издвоил и еден извештај од венецијанскиот амбасадор во Цариград, кој движејќи се преку Солун за крв запишал: по патот сретнав еден јаничар. Тој не праша каде одиме. Гледајќи дека имам работа со еден многу благороден човек, му реков дека одиме за крв и тој ми одговори: и јас сум од Костур, кој е оддалечен 4 дни од крв и ќе дојдам со вас, доколку ме примате.
многу карактеристичен патеписец од 16 век е, например, Пјер Белон, кој од 1546 до 1549 година преминува речиси целата Османлиска империја и еден долг период се задржува и во Македонија. И тој дава изворедни податоци, например, за флората и фауната во Македонија, за изгледот на некои од позначајните градови кои имаат античко минато, потоа за рудникот, например, во Сидерокапса, тој дава изворедни податоци кои е невозможно да се најдат во ниеден друг извор од било која провиниенција. Овој француски природонаучник, почнувајќи од 1546 година, во текот на 3 години ја пропатувал Османлиската империја. Во неговото дело Наблюдувања, кое послужило како базично четиво на западноевропските патописци, внел информации за географијата, историјата, етнографијата, како и флората и фауната на Македонија. Направил и бројни гравури на луѓе од разни сталежи, но и на разновидни растенија и животни, од кои за нас драгоцени се оние што ги видел во Македонија. Пјер Белон, како што самиот соопштува, каде и да одел, редовно, педантно водел дневник. За Македонија најпрво се осврнал на Светагора Атос. Таа, Светагора, е долга 3 дни патување. Има форма на човек кој би пливал на грб в море. Би се рекло, кога би ја гледале оддалеку, од македонските планини, дека навистина тој е човек кој лежи на грб. Јас лесно се сложувам со она што е кажано за еден архитект по име Динократ, кој сакал да го убеди Александар да направи еден остров во форма на легнат човек. Светоста на Светагора за православните христијани ја споредил со значењето на Рим за латините и запишал дека сите тамошни калуѓери му се подчинуваат на патриархот во Цариград, како католиците на папата. Тамошните манастири биле многу почитувани во сите православни земји. Видел дека манастирите кои тој ги именува со потенцирање на најзначајните Лавра и Ватопед, биле утврдени заради заштита од непријатели и пирати. Сите 6000 монаси постојано работеле за да се издржуваат, а впечаток му оставило и тоа што при исхраната воопшто не јаделе месо и виното никогаш не го мешале со вода. Монасите одгледувале лозја, маслинки, смокви, лук, кромид и зеленчуци, практикувале разни занаети за се што им е потребно, а за рибарење користеле моноксили, пловни објекти изработени од едно стебло. Поради тоа, запишува Белон, монасите не се занимавале ниту со наука, ниту со пишување и многу книги од Светагора се уништени и загубени. Потоа одвоил голем простор за ретката флора, представена преку изобилието од тревните растенија, лековитите билки, зимзелените дрвја, како и овошките кои растеле на Атос без одгледување. Фасциниран од нив, направил неколку цртежи и гравури на некој од нив, но исто така и на сладководните ракови кои за прв пат ги вкусил во тамошните потоци, како и на ретките видови диви животни, риби и змии кои ги видел во македонските предели. Патописот продолжува со кратко споменување на Солун како голем, многу познат и богат град, пошто подолго време престојувал во рудничката населба Сидерокапса, која во старо време се викала Хризити. Иако вадењето руда таму се обновило од неодамна, рудниците давале толку многу злато и сребро, што султанот оттаму добивал приход поголем од кој било друг град во целата држава. Сметаме дека тоа е местото за кое пишува Диодор, кој вели дека Филип, таткото на Александар Велики, наредил најпрво да се излеат златните филипики. Тит Ливиј вели дека македонските цареви имале добар исход во војните благодарение на големиот приход од данок што го добивале од овие рудници и биле познати и прочуени по македонското злато и сребро. Паул Емилий, откако го победил царот Персеј, им забранил на македонците да вадат злато од овие рудници со цел да го намали богатството на македонците. Пјер Белон
Посебно бил привлечен од начинот на кој се одвојувале благородните метали од рудата, за што оставил детални информации. Соопштува и за 6000-ното разнородно население собрано на работа во сидерокапса, од кое впечаток му оставила бројноста на евреите, кои меѓусебно употребувале исклучиво шпански јазик, бидејќи најголем дел од нив биле скоро дојдени од Шпанија. Потоа дава опис на блиското езеро Бешик и тамошната фауна. Движејќи се кон Цариград, минал низ устието на реката Струма во Белото море. Запишал дека бродови од разни држави впловувале таму да натоварат жито, волна и кожи, а во нејзиното устие ги видел остатоците од градот Хризопол. Потоа стасал до вториот по големина град во Македонија, Сер. Оттаму се упатил кон урнатините на Филипи, каде останал 2 дена. Запишал дека името на градот му го дал токму Филип, таткото на Александар. Видел дека од блиската планина Пангај се уште се вадела сребрена руда, а водичите му го покажале зачуваниот антички амфитеатар, разновидни скулптури, бројни мермерни саркофази кои во околината на Филипи ги имало насекаде. Најзначајниот гроб му припаѓа на лекарот на Александар. Денес се уште може да се види неговиот епитаф. Во овој крај кружи легендата според која тука биле јаслите на кобилата на Александар Велики. Но под таа кобила се подразбира Букефал. Тие, водичите, ме одведоа да ми го покажат како раритет. Последен град во кој престојувал Белон во Македонија е Кавала, чие старо име го поврзал со античка Македонија. Пристигнавме во градот Кавала, кој што пред Александар да му го даде името Букефала, се викал Халастреја. Кавала е град наречен по името на коњот на Александар, Букефал. Градот Кавала представувал клучен град на Македонија. Има големо пристаниште во кое дуваат силни ветрови. А водоводот кој во антиката го направиле македонските цареви, неодамна бил обновен од Абрахим Паша, запишал Белон. Овој Паша го направил и карвансарајот во Кавала, а патописецот, земајќи го за пример, се осврнал на овие места за сместување на патниците во османлиската држава. Запишал дека таму останале 3 дена бесплатно, а патниците требало да имаат со себе покривки и прибор за јадење затоа што таму добивале само мала празна соба. Се примале сите патници без разлика на вера или народност и бесплатно добивале месо, леб, чорба и ориз во големи количини. Впечаток му оставило тоа што османлиите без разлика колку се богати, не се срамеле да преспијат во карвансараите. Хилендарскиот игумен Пајси во 1550 година оставил запис за Светагора наменет за митрополитот на цела Русија Макарий. Запишал дека лично му кажал на рускиот митрополит дека на Светагора има 21 голем манастир и 1000 мали пустински ќелии со вкупно 6000 калуѓери. Иако во пописните книги на султанот се заведени само 4000 со цел да се плаќа помалку данок, кој тогаш бил плаќан од страна на војводата од Влашко. Исто така, ги наведува и бројните даноци со кои биле обременети манастирите, како и информацијата дека од градот Аполонија, наречен Хиерисос, кој бил седиште на владиката на Светагора, натаму во внатрешноста на полуостровот никакво женско суштество ниту животно ја поминува таа граница. Кога зборуваме за патописците од западниот свет, тогаш првенствено може да се каже за патописецот Никол де Никол, францускиот патописец, кој во 1551 година ќе ги помине овие наши краишта Македонија и ќе оди за Стамбол, каде што ги опишува историските, општествените и социјалните прилики во тогашното Османско царство.
Додека ориенталниот патописец, познатиот ориентален патописец Ибн Батута, исто така ќе биде еден голем патописец кој што ќе пишува за состојбите општествените, социјалните состојби во Османското царство и меѓутоа тоа ќе биде од ориентална гледна точка. Францускиот благородник Никола де Николе во придружба на францускиот амбасадор во 1551 година од Париз заминал за Цариград, Истанбул, каде што останал подолго време. Таму ги проучил османлиските институции, а во неговите патни белешки внел и 60 драгоцени гравури на личности од различни социјални слоеви, кои лично ги направил. Неговото дело обилува со детални податоци за јаничарите, нивната хиерархија и плата. Вели дека секоја 4-та година од сите христијански провинции се собирале по едно од 3 машки деца и потоа најдобрите меѓу нив се одбирале во непобедливиот јаничарски воен род, пошто прави една интересна споредба. Овој ред не е ништо друго, освен имитација на македонската фаланга, со која Александар Велики го прошири своето владење и монархија, речиси над сите краишта над земјата. Турците освојувачи на неговата империја исто така се огледале на војничката дисциплина на македонските антички цареви. Никола де Николе уште еднаш се навраќа на славното македонско минато, кога дава опис на неговиот престој на Монте Санто, Света гора. Податоците се безмалку идентични со оние на Пјер Белон, и тоа како во делот за бројот на манастирите и монасите, така и за сторијата за вајарот кој се појавил пред Александар Велики и му предложил, ако има желба, да ја изделка во човечки лик планината Атос. Но Александар Велики, сметајќи го ова како измама, не сакал ни да чуе. Запишал де Николе. Андре Тевет, официјалниот историограф и космограф на францускиот кралски двор, по извршеното патување на Блискиот Исток, при кое ја посетил и Светагора во 1554 година, се вратил во Франција. Неговите патни записи нудат податливи информации за Светагора, Атос, манастирите и монасите, а особено драгоцена е неговата гравура на Атос. Тој, по примерот на Пјер Белон, ја запишал должината и ширината на полуостровот, како и споредбата на Светагора за православните со Рим и храмот на апостолите за латините, и тоа дека тамошните побожни монаси се издржувале од сопствениот труд и строго се придржувале кон постите. Впечаток му оставило изобилието на овошки, разни тревки и билки кои ги користеле монасите, кои, како што дознал, биле основани од Свети Василий. Познати се два патописа од анонимни автори. Во првиот, венецијански, кој датира од 1559-60 година, се опишува едно патување од Венеција до Истанбул. Од Венеција до Улцин се патувало со брод, па потоа со коњи до Скадар по долината на реката Дрим до Призрен и преку Косово до Скопје. Притоа особено е впечатлив описот на Скопје. Се дознава дека бил голем град, еден дел се протегал на рамнина, а друг дел на еден убав рид. Има околу 29.000 огништа. Куќите им се градени по нивни обичаи, но доста добро. Има 4 мощни убави џамии, чии кубиња се покриени со олово. По средината на градот тече река наречена Вардар, која прима притоки од разни страни. Во градот има 2 големи и убаво зидани мостови од камен, кои ги изградиле некои турски големци, а покрај мостовите се нивните гробови. Во продолжение се дознава дека во градот имало многу штавилници на кожи и восок кој се извезувал за Италија. Било забележително дека во градот имало доста евреи, но и дубровчани кои ефтино купиле земја, направиле лозија и тргуваат со вино. Освен тоа, пазарот е богат и изобилува со леб и месо. Надвор од градот се бележи убав водовод, аквадукт, со повеќе од 60 сводови, лакови, а во градот имало мала стара тврдина со зидини.
Вториот анонимен патописец во 1570 година ја пропатувал Албанија и притоа забележал мощни интересни податоци за Македонија. Според неговите зборови, Албанија е онаа област што античките народи ја нарекувале Македонија, тоест таа е дел од Македонија, бидејќи Македонија опфаќа многу земји и области. Тука секако треба да се има предвид римската провинција Македонија. Во врска со реката Дрим се дознава дека извира од Охридското езеро, кое е многу бистро, и опфаќа 40 милји. Тоа изобилува со прекрасни риби, особено со пастрмки. Во редот на многобројните патописи за Светагора посебно место зазема трудот на игуменот Јоаким од 1561 година. Се работи за мощне опширен и детален труд, чиј автор бил долгогодишен игумен на Атонскиот манастир Свети Пантелејмон. Најпрво се дава опис на 22 атонски манастири, а потоа се набројуваат уште над 100 цркви кои функционирале на Светата планина во втората половина на 16 век. Потоа игуменот Јоаким се осврнува на богатиот растителен и животински свет, манастирскиот начин на живот и управа, природно-географските карактеристики, заданоците со кои биле задолжувани од османлиските власти и друго. Според својата обсежност и објективност, се чини дека патописот на Јоаким за Светагора ги надминува сите такви дела од минатото столетие. Филип Дифрен Кане бил познат француски правник и дипломат од втората половина на 16 век и почетокот на 17 век. Потекнувал од угледно адвокатско семејство. Поради калвинистичка и хугенотска ориентација, рано емигрирал во Венеција. Токму од позиција на придружник на венецијанскиот амбасадор во неговото патување за Истанбул, тој напишал еден мощно интересен патопис. Патувањето било реализирано во првите 2 месеца на 1573 година по маршрутата Венеција, Дубровник, Нови Пазар, Качаничка клисура, Скопје, Кюстендил, Пловдив, Одрин, Истанбул. Дифрен всушност оставил куси, но значајни пишани сведоштва за одделни македонски предели. Влегувајќи во Скопската котлина, францускиот патописец истакнува дека Скопје, се протегал на почетокот од рамнина, речиси сокриен од мали ридови. Мощно податливо делуваат следниве зборови. Скопје е мощне голем град, според некои во Бугарија, но според моје мислење, тој е во Македонија, доколку се сметаат старите граници. Во врска со градот Скопје, уште се дознава дека тука минувала реката Вардар, дека покрај градот постоел убав аквадукт, наполно сочуван, кој некогаш спроведувал вода во градот, но веќе не бил во функција, и дека на влезот од градот се гледаат урнатини од стара тврдина, во чија внатрешност има една православна црква. Продолжувајќи го патувањето, веројатно во реонот источно од Куманово, Дифрен ни пренесува извореден опис на женска христијанска селска облека и накид. Жените од овој крај, сите сиромашни, имаат по косата многубројни накити направени од сребро и носат огромни обетки. Поплетениците и околу вратот имаат сребрени пари, акчиња, стакленца, килибар или дукати и колку повеќе од нив, толку повеќе се сметаат за поубави и пограциозни. Малите девојки од 10 години одат со кратко исечена коса до ушите и личат на машки деца. Подоцна, кога ќе се омажат, носат долга коса која паѓа по рамената или ја плетат така што имаат голема пунџа на главата. Александар Комуловиќ се вика следниот автор кој оставил важни патописни податоци за Македонија. Се работи за Хрват, кој по налог на папата Гргур 13 од 1584 година во следните 3 години пропатувал по балканските земји. Основната цел на неговите патувања била да ги проучи намерите и подготвеноста на балканските народи за борба со османлиите.
При тоа, тие се класифицираат дали се католици или православни и се нуди објективна проценка за нивната борбена подготвеност. Прво се дознава дека во Албанија од Епир до Драч живеат христијани и речиси сите се католици. Меѓу нив имало храбри луѓе за борба до 40.000. Во другиот дел на Епир и во Македонија, христијаните се речиси сите православни и има храбри луѓе за борба повеќе од 100.000. Бугарија и Тракија се големи области, полни со христијани, сите православни, но бугарите не се храбри луѓе за борба. Особено ретки и драгоцени се податоците кои ги добиваме за облеката на македонските жени. За тоа не известува познатиот италијански гравер и сликар Чезаре Вечели, кој што бил роднина и ученик на големиот Тицијан. Околу 1588 година тој пропатувал по османлиската држава и на самото место цртал гравури од различните облеки на жителите, кои ги сметал за интересни и необични за европјаните. Целокупниот собран материјал во 1590 година го публикувал во форма на патописен зборник под наслов «Стара и современа облека од сите краишта на светот». Меѓу бројните гравури и текстуални описи на личности, особено внимание привлекуваат гравурите и описите на облеката на богата девојка од Македонија, угледна домаќинка од Македонија и невеста од Солун. Богата девојка од Македонија. Облеката од девојките од Македонија земала по нешто од разни народи. Нивната капа во форма на кошница од тенки и лесни дрвени парчиња, покриена со едно платно со златни жици, накитено со скапоцени камења, завршува на врвот како некоја круна. Задниот дел е обвиткан со превез од пругеста свила, од кој виси само еден крај, додека останатиот дел, стегнат со една алка од масивно злато, украсен со скапоцени камења, се пружа низ рамениците со плетенките од косата кои се спуштаат покрај ушите. Вратот и градите покажуваат ретки и разновидни украси. Еден пругав превез, тенок и убав кој паѓа кон појасот, го покрива нивното убаво и милозливо лице. Над фустанот од сатен со висока половина облекуваат една облека од бела ткенина која се прелива, долга и отворена е до половината на нозете. Тие носат и една прекрасна марама од свила. Угледна домаќинка од Македонија. Мажените жени од Македонија носат капа од платно или од друг пругав штоф во форма на турбан, под која ставаат тенок превез кој им го покрива челото, слегува на слепочниците и минува под брадата. Облеката без елечето има форма на кошула со широки ракави. Тие се облекуваат во ткаенини со различни бои. Горната облека им е од чоја, сина или во друга боја, а честопати црна. Тие живеат на турски начин, носат позлатени налани и неколку украси, се белеат и се трудат да ја истакнат својата привлечност. Невеста од Солун. Жените од овој град многу употребуваат белило и доста скапоцен накид. Долната облека им е од свила и од штофови во разновидни бои. Платно со златни жици им ја покрива шапката направена од бакар или филц. На ушите и на градите носат накид од голема вредност. Ракавите се доста долги за да ги покријат рацете. Тие се врзуваат со еден пругав ремен од разновидна свила за да изгледаат пограциозно. Од озгора ставаат една свилена наметка во боја или бела со округла јака од везено кадифе. Во текот на месец мај 1591 година, венецијанскиот пратеник Бернардо, поради важна дипломатска мисија, патувал од Венеција за Истанбул. Од Венеција до Котор, а потоа и до Леш, пратеништвото пловело со бродови. Патувањето го продолжило по копнен пат. Наместо првичната намера, патувањето да се одвива преку Косово и Скопје, односно по така наречениот Дубровнички пат,
Поради безбедносни причини Бернардо се одлучил да патува по невообичаена и подолга маршрута. Имено, патувањето кон Солун било реализирано преку патот Вија Егнатија на делот од Елбасан преку Солун до Истанбул. Како секретар на Бернардо бил одреден извесен Иван Каваза. Благодарение на него ние денес располагаме со изворедно патописно сведоштво за предметното патување. Конкретно, се работи за патопис пишуван во вид на дневник, без сомнение од мощно образована личност. Впрочем, не е случајно што делото на Каваза влегува во редот на најдобрите италијански патописи од 16 век. За нас е особено значаен бидејќи мощно детално го опишува патувањето на венецијанското пратеништво од Струга до Солун, односно низ македонската земја. Еве некои поинтересни делови од патописот на Каваза. Во Струга пратеништвото пристигнало на 21 мај во 22 часот и се сместило да преноќи. Добивме јагули, најубави пастрмки за кои се тврди дека ги дава Охридското езеро и крапови. Тука најдовме убаво вино и карван-сарај за коњите. Иако велат дека Струга е град, таа е повеќе село. По средината тече една рекичка за која велат дека излегува од Охридското езеро. Заминувајќи од Струга и јавајќи еден час низ поле, преку едно ритче пратениците влегле во Охридското поле. Каде од десната страна, од врвот на еден рид што се наоѓа на крајот од долината на Дезерото, го видовме градот Охрид со тврдината. Како што велат, малку е населен, иако е главно место на Санџакот. Патувањето се одвивало со интензивно темпо. Пред да стигнат во Битола, Каваза споменува дека поминале преку селските населби Крушје, Преспа и Сопоцко, каде што преноќиле. Потоа пристигнале во Битола. Битола е мощно населено место. Како што велат, има 1500 куќи, од кои околу 200 се еврејски. Градот не е обиколен со ѕид и не е потчинет на Санџак-бегот, бидејќи е лено на првиот везир. Овде има добри турци, бидејќи местото е соучилиште. Одовде излегуваат доволен број луѓе способни да вршат судска служба и затоа ги праќаат како кадии во разни делови на Турското царство. Градот изобилува со вода и чешми. Битола има безистен, убави џамии и карван-сарај кој е добар за коњите, но неудобен за луѓето. По одредено задржување, пратеништвото се упатило кон Лерин, при што се опишува неколку часовното јавање на коњи низ две полиња. Во Лерин немало ниту леб, ниту вино, ниту карван-сарај. Следната постојка за преноќување бил градот Воден. Тоа било кадиско место, бидејќи на словенски аква алјуа се вика вода, може да се верува дека ова место го зело името Воден поради изобилството вода. Но пред да стигнат во Воден и да преноќат во еден лош карван-сарај, Каваза известува дека минале повеќе населени места, меѓу кои особено се задржува на кадиското седиште Острово. Острово е град покрај езерото, тесен, но доста издолжен, со многу високо израсната трева по ридовите. Во средината на градот Острово се издига мало ридче од раздробени камења, на чиј врв е направена џамија, каде што би можело да се изгради мощна сигурна тврдина, бидејќи околу се наоѓа водата од езерото. На средината ова езеро има мало ридче, украсено со разни дрвја што пружаат убава гледка. При напредувањето кон Солун, пратеништвото го минало полето Сланица и селото Оризари. Потоа, на 27 мај вечерта, како следно преноќиште, пристигнале во Енидже. Овде се изработуваат убави шами, извезени со свила и злато на турски начин. Преноќувавме во еден доста неудобен карван-сарај, иако имаше посебни соби. Крајот е богат
и најдовме леб и вино. Велат дека овдешните турски жители се мошне лоши луѓе, дека меѓусебно се убиваат и дека е доста опасно ноќно време да се оди по улиците. Колите што ги видовме беа само со 2 тркала без пречници, но толку здрави, цели и стегнати како да беа оковани бочви. Такви се сите коли што се среќаваат од ова место до Солун, а ги влечат биволи. На 28. мај, во 19 часот, пратеништвото пристигнало во Солун. Во своето дело, Каваза одвоил повеќе простор за да ги опише случувањата при престојот, но и да соопшти поединости за изгледот на градот. Конакувале во близина на портата низ која влегле во градот. Градот делумно се протегал на височина, а делумно во рамнина. Има утврдена кула во која има воена посада од 300 луѓе и 2 бедема. Градот се протега на околу 7 милји. Има убави и широки улици и речиси во секоја има по една чешма. Водата за пиење се доведува со водовод од едно село наречено Хортач. Потоа, Каваза опишува 2 значајни христијански храма – Црквата на ангелите и Света Софија, а го споменува и женскиот православен манастир. Жителите на градот се турци, евреи и христијани, но најмногу има евреи. По 3-дневен престој и одмор во Солун, на 31. мај, венецијанското пратеништво, предводено од Бернардо, го продолжило патувањето кон османлиската престолнина. Последниот патописец кој влегува во предметот на нашиот интерес се вика Лоренцо Бернардо. Всушност, тој е високиот венецијански дипломат, чие патување од Венеција до Истанбул со многу ревност го опишал неговиот секретар Каваза. Делото пак на Бернардо целосно се однесува на историјатот и опишување на приликите во османлиската држава. За нас конкретно е интересен еден сегмент кога се навраќа во историјата. Големиот господар, османлискиот султан. Како господар и тиранин, за неколку години изгоре толку региони и уништи толку кралства, како што се Грција, Македонија, Епир и други понижени, благодарение на несогласието на кутрото христијанство, кое е причина на турчинот да му се овозможи пат да се пробие до портите на нашата Италија, градината на светот и центарот на христијанството. Нешто подоцна во 16-тиот век, кога во времето на Сулејман Величествени, Османлиската империја има дипломатски односи на високо ниво со Франција и кога ги дава познатите трговски капитулации на Франција, односно да можат француските трговци да патуваат низ Османлиската империја без никакви пречки, бројот и на француските патеписци се зголемува. Така да русите и французите представуваат оној почетен жар во патеписната литература. Многу мал е бројот во тој период, например, на англичаните. Се уште Англија не се интересира толку за овој простор, и исто така мал е бројот на германските патеписци. Патеписците од 15-тиот и 16-тиот век, јас би рекол, се малку по условно кажано наивни. Тие многу повеќе се интересираат за секојдневниот живот, за изгледот на градовите, за флората, за фауната на Македонија, потоа за рудното богатство се интересираат. Меѓутоа, во тие први патеписи не постои извештај од политички или од воен аспект. Бидејќи Западна Европа и Русија во тоа време се уште не е на тоа ниво да може својата политика да ја насочи кон исток и својата економијата се уште не е на тоа ниво да почне да бара нови пазари и од тој аспект Османлиската империја да биде интересна за неа. Патеписците од 15-тиот и 16-тиот век најмногу се, или како што реков, духовни лица, или тие се авантуристи и самостојни патници кои патуваат по свое лично некое убедување. Подоцна,
патеписите од 17-тиот и 18-тиот век веќе започнуваат да добиваат многу поинаква димензија, односно зад нив започнуваат да стоят државите, владите, разни академии на науки или научни друштва кои започнуваат да се интересираат од поинаков аспект за Османлиската империја. Доминантен дел од патописната литература од 15-тиот и 16-тиот век во која се третира Македонија е од италијанска, француска и руска провиниенција. Името Македонија, македонските топоними, ороними и хидроними се значително присутни во патописите. Видно забележителна и значајна е појавата на актуализација и поврзување на античкото име и минатото на Македонија со современи настани и личности во тоа време. Сосема известно е дека славното античко име и историјата на Македонија им била многу добро позната и затоа потенцирана од патописците кои минувале низ македонската земја.